Добро, може да ни се представите прво? Бурхан Единохио, секретар на општина Студеничани. Кажете ни како ја примивте и кога ја примивте веста за трагедијата? Па беше околу 7 така часот наутро, кога ми се јавија дека има тешка совраќајна незгода во Бугарија на пат кон Скопје. Претежно, значи се луѓе од Скопје, еден голем дел од нив се од општина, населените места од општина Студеничани. Без разлика од каде да се, значи многу тешка трагедија и немам зборови да опишам. Од општина Студеничани колку се од жртвите? Според неофицијални информации повеќе од 20. Значи има и плюс ако додадеме уште неколку што се веќе пред 3-4 години се иселени во град. По-голема, значи би стигнало околу 30. Значи неофицијална информација, сега не знаеме точно, чекаме органите компетентни за тоа да се изјаснат. Од нив, значи имаме еден наш колега, матичар, вработен во управата за водење матични книги, заедно со сопругата. Имаме исто една наша вработена во наставничка во основно училиште, каде поради тешката трагедија прекината наставата во основното училиште на Инфрашири во село Студеничани. Лично, значи ги познавате жртвите што се Студеничани? Што се случува со нивните семејства во моментот сте контактирале? Многу, значи тешко е примеле веста. Не знам, тешко е да се опише, Господа им е на помош, Господа ги да почиват во мир, починатите сочувство за семејствата. Дали меѓу жртвите има и деца од овие семејства? Да, има и деца. Значи, родители заедно со деца што биле на екскурзија во Истанбул. Семејството од Моране, што е поголемо, по потек од Моране, го познавате? Да, лично се мои први соседи. Пред неколку години они се иселени во Скопје, во Чаир. Значи, кај нив ситуацијата уште полоша, значи изгаснато е цело семејство, значи на еден, значи само родителите, мажите биле поради работата, значи цела фамилија на екскурзија со внуци, со тоа. Колку луѓе вкупно тоа семејство? Се мислам 10 или 12. Тоа семејство. Добро. Мислам дека тоа. Благодарам за разговор. Благодарам.